Верувам дека уживавте во разговорите досега, така ќе биде и одсега, бидејќи меѓу толку жени на професорот некако му дадовме кратко време да ни го одговори прашањето кое што и како има простор да се одговара и да се зборува и дискутира, така ќе го започнеме овој дел од разговорот. Професор, колку вие давате и оставате ваш печат за промените на општеството кои што ни се потребни? Споменавме селекција, споменавме ѓубре, споменавме многу работи во првиот дел. Значи, ја сметам дека семејството е една од основните клетки на воспитувањето на младите, па и на постарите, нормално оние лекции што треба да се научат. Она што сакам да кажам во тој контекст е дека за да го правиме тоа, некои го правиме, спомена и соговорничката, дека има луѓе што го прават, ја да кажам дека и ние селектираме, меѓутоа основата е дали има создадено услови за тоа. Значи прво треба да постојат услови и потоа да речеме да се применува или тие практики да се спроведува. Што ако го селектирате вие дома ѓубрето, така? Ако немате каде да го одложите. Ако оди во истиот. Да, ако иде во истиот куп или ако на Дрисла заврши пак на едно место, не се селектира ѓубрето, знаеме колку е актуелна темата со Дрисла, што значи мора од некоја точка да започнат промените, да се случуваат и граѓаните едноставно да ги прифатат. Ги спомнавте казните, чисто да. Ја во принцип не сум пристаник на казнување, меѓутоа да, се додека свеста не се развие кај граѓаните на потребното ниво, казните може да имаат или санкциите, да ги кажеме, некаква функција или улога позитивно. Така, сега најново ни се за слушалките, за преминувањето на пешачки премини, за се нешто, но има многу дискусии. Да ги погледнеме прашањата кои ги имаме пред нас, или повели одбери си едно различно, не вообичаено прашање кое што можеби ние не би ви го поставиле. Само ако може... Професоре, има неколку, ќе видиме во интерес на времето како ќе биде, може ќе има уште по едно прашање. Добре, да го прочитам. Секако прочитете на глас. Кој е вашето омилено јадење? Многу лесно прашање. Кој е ви омилено јадење? Мене ми е Италија во срцето, така што сите варијанти на паста. Супер. Сакате да си изготвите сама или нека да ви изготвите? Не, сакам да ми изготват по можност италијани, италијански ресторан најдобро. Во Рим, во Тоскана. Инаку дома моите сите подобро готват од мене, така што не знам зошто да не си го губам јас времето, нели јас ќе се пренасочам на нешто друго. Да, така што сите подобро готват од мене. Професор? Да, моето прашање е стварно интересно, вика доколку не работевте вашата професија, што друго ќе би работеле, да речеме. Да. Стварно убаво прашање, не сум размислил многу, што е чудно, стварно се ме изненадивте со прашањето. Видете, јас особено ја ценам уметност. Имате ли некој хоби? Па имам хоби, да. Значи, воспитан сум од мал, да речеме, и во мојата семејство постоел тој уметнички дух и сестра ми е, да речеме, балерина во македонската опера и балет, така да она повеќе се насочи кон таа страна, ја повеќе кон техничката, меѓутоа музика секако инструменти и ден денеска слушам, мислам, квалитетна музика. Знаете да свирите на некој инструмент? Не знам, за жал, не сум образован да свирам, меѓутоа апсолутно уметноста е нешто што би сакал во слободното време да го правам, а и кога би одбирал пак, може би размислил посериозно за уметност. Убаво. Ајде, кога сме веќе кај вас и кај оно што ни го споделувате, да ги погледнеме фотографиите од професорот Јосеф и да ги коментираме истите. Професоре, слободно како што ги гледате на екранот, може да ни дадете ваш коментар. Да, ова е последната конференција пред една недела, 10 дена се одржа во Ниш, беше годишна прослава на факултетот и универзитетот во Ниш. Имаше пригодна свеченост, академија, ние ја викаме свечена академија, на која што присуствува голем дел, гледате на сликата и мои колеги од градежниот факултет. Така. Каде што бевме гости, си поминавме одлично. Србите, односно нишлите, беа одлични домакини. Така. Тука морам да кажам дека имаме одлична соработка со повеќе универзитети од регионот, меѓу кои морам да не ги пропуштам универзитетот од Београд, универзитетот од Љубљана и Загреб. Така да на сите оние редовни конференции кои што се во календарот, ние имаме ги присуство. Следна фотографија. Да, ова е од тој настан, имав и обраќање одредено
по тој повод. Поздравен збор. Ова е веќе теренска посета на автопатот кој што се гради Гостивар-Кичево, на Бехтеленка, актуелен во овој период. До каде ни е? Дали 2026 ќе имаме конечно пат на кој што ќе се гордееме? Ја вака ќе ви одговорам. Знам дека интензивно се гради. Така. Луѓето се навистина посветени, организирани и сметам дека тој датум е реален и дека може да се достигне. Да се испочитува. Да се испочитува, да. Убава вест. Да, тоа се све фотографии од објектите кои што се изведуваат. Имено таа делница, е наречена делница 2 или секција 2, е најтешката делница, практично е оној пандан на Кичево Охрид, пошто поминува низ сличен предел и слична геологија, што велиме ние, така дека има голем број на работи. Ме радува доколку 2026 навистина имаме пат кој Скопје ќе го поврзе со бисерот на Македонија. Да, па не е моје да кажувам, меѓутоа мислам дека и тој автопат Кичево Охрид со овој автопат што ќе биде Скопје Тетово Гостивар Кичево ќе се поврзе и комплетно ќе можеме за некој сат до сат и 15 минути да стигнеме до Охрид, што ќе биде изворедно. Ова е една слика од отворањето на делниците, знаете дека сега се отвараат на Кичево Охрид сегментно. Ова е од Перуџа, Универзитетот во Перуџа, дел сум од еден европски проект кој што се работи за енергетски колови, алтернативни начини на обезбедување на енергија. И ова е практично во Торино, претходеше на ова вториот настан, каде што се основа првото, да речеме, асоциација за енергетски активни конструкции, се вика, така да многу интересен феномен да ги искористиме нашите конструкции во функција на обезбедување ефикасност, да, што е многу значајно сега и една напредна технологија, да. Тоа е исто фотографија во тој забавен дел кој што секогаш е составен дел на сите конференции, посетеност од цела Европа и пошироко имаше и од Америка. Ова е во едно признание, доделување на конференција во Полска, во Краков, на Универзитетот во Краков, така да беше особено задоволство да примам тоа признание. Сега доаѓа време кога се доделуваат признанија, се признаваат трудовите, така да... Тоа е благодатна работа. Тоа што претходно се направило. Ова е апсолвентска вечер со дел од колегите, не се тоа сите, да покажеме дека не сме секогаш формални, знаеме да се опуштиме, да ја мислам и оваа емисија го покажавме тоа. Така го покажавме. Така да мислам дека во животот треба да се балансира помеѓу сите работи. Ова е ФИТЕР, Фонд за инновации и технолошки развој. Значи, многу од проектите кои што ги имам, поголем дел се европски проекти, меѓутоа има и национални проекти. Во рамки на тие национални проекти сме поддржани од Фондот за иновации, заедно со моите студенти, некогаш се магистранти, некогаш се докторанти, некогаш се и дипломци. Правиме поголеми, помали експерименти, испитувања. И они го наоѓаат својот интерес. Сумите некогаш се големи, мислам финансиите се ги поддржуваат, некогаш помалку, меѓутоа битно е студентите да бидат мотивирани, да учествуваат, да бидат вклучени. Да сакаат да донесат промената. Апсолутно. Овде сте говорник и мотиватор. Да. Видете, на тие конференции, да речем, или собири кои што ги имаме, често пати имаме делови како отворени трибини, каде што се пренесуваат некои согледувања, научни достигнувања и така натаму. И ова е, верувам, дел од исто. Да, тоа е дел од истото, да. Така. Со оваа фотографија ги затвараме вашите фотографии во интерес на време. Ова е, верувам, она што го споменавте. Професоре, ви благодарам. Кратко е времето да го раскажеме и низ фотографија и низ разговор се она што го работите. Се надевам и прилика и понатамо да го имаме и ќе ве посетиме и на универзитетот, тоа би ни било особено задоволство. Може да се пренесе се она што се прави зад вратите на Градежниот универзитет кој одбележува 76 години. Продолжуваме со фотографиите на Ели, да погледнеме што таа ни одвој и ни одбра. Ги споменавме, раскажавме за родителството, но и
да ги видиме двете кирки, значи Секоја ви во чест. средина помалата, да, од страна по возрастната. Само да кажам дека пред да се предизвика некаква реакција, дека секогаш објавам фотографии само доколку ми се одобрени. Очекувано. Да, Која личи повеќе на тебе или не физички, вака по карактер, што мислиш? Па по старата повеќе има карактер на мене, помалата физички личи повеќе во ликот. Меѓутоа мислам дека се комбинација, да речеме, некаква. По старата дефинитивно во карактерот малце повеќе личи на мене. Тие се моите партнерки за патување. Овдека сме, значи ние најчесто патуваме, кога патуваме гледаме да имаме и некој концерт. Овде сме на едно од најсимпатичните работи. Роби Вилијамс, го посетивте? Како? Роби Вилијамс, Софија. Роби Вилијамс не, но овдека сме на Imagine Dragons во Атина, каде што истураше како денеска што истура и затоа сме вакви на фотографиите. Мислам дека извоив исто и од Лана Дел Рей, од да, тука сме во Милано, бидејќи Милано ни даваше навистина многу можности и за шетање во околината, значи во околните држави и самата Италија. Тука сме, значи, после концертот на Coldplay во Виена, некако така гледам да ако можеме да поврземе патувања со концерти. Ги извоив овие, ова е Јапонија во Киото. Ги извоив овие фотографии затоа што сакам да кажам дека имаат една многу убава пракса на далечниот исток, особено во Јапонија и во Кореја, во која што можете да се облечете, има една како самурај, ама не можев да ја најдам. Значи, имаат пракса во која што вие можете да изнајмите од нивната традиционална облека. Значи, не е да речеме како во западниот свет ки ви речат, не знам, cultural appropriation, дека им превземате од нивната култура. Не, напротив, на далечниот исток ви велат, влезете, облечете се. Сега додека го терате овој ритуал да се облечете, бидејќи овдека облекувањето како гејша е процес кој што трае. Со вас има еден историчар, значи на уметност, на култура, кој што ви раскажува за минатото во Јапонија. И мислите ова да се аплицира во Македонија? Затоа ги извадив овие фотографии, бидејќи ова е стварно една интересна можност која што можеме да ја пресликаме во македонски услови. Имаме толку многу работи што можеме да ги раскажеме и толку многу филмови и етапи од историјата во кои што можеме да ги ставиме туристите и да им биде и забавно, и интересно и да научат многу работи, бидејќи тие ве држат во прва. Притоа да не збориме дека е тука цела една индустрија вклучена, значи која што може да профитира од дизајнерите кои што ќе ги дизајнираат нели тие облеки до производството, историчари, исто така луѓе кои што ќе ја одржуваат облеката, значи таа се чисти постојано, се изнајмува, значи стварно една голема индустрија. Во некој поубав свет и во некој подобро време. Да им пренесам и да кажам. Нова бизнис идеја. Одлично, одлична идеја, која што мислам дека стварно може кај нас, не знам, да се аплицира многу едноставно. Да, и токму затоа ги извадив тие фотографии. Ова е на пример исто така, ова е во Сеул. Одбирате некаков тип на облека што сакате. Војниците се автентични, значи тоа е стражата во Кралската палата. И тие многу интересно, ова е во Токио, нели колкав е градот да се види најголемиот град на свет во кој што све безпрекорно функционира. Нью Йорк во кога има демонстрации, тогаш Пета авенија е празна, имав можност да го начекам, тоа е once in a lifetime experience. Мојот омилен Милано. Многу фотографија, интересна. Да, ова беше пред да стартува мојата нова емисија, некако повеќе како за да ја испромовираме жултата боја која што е заштитна боја во емисијата. Еве повторно, значи од Кореја. Многу интересно кога ќе го одберете во куќата на Хемингвеј. Сега јас многу фотографии валјда тука има за коментирање. Раскажете некоја случка слободно. На Ки Вест, значи идејата ми беше дека кога ќе одберете што ќе облечете, тие не ви кажуваат. Туку потоа, јас, например, приметив дека, да речеме, војниците го наведнуваат погледот. Кога застанав да се фотографирам. И, нели, историчарот што беше со мене ми рече тоа што го носите е придружбата на кралицата. И таа е многу висока по функција и затоа војската која што служи гардистите на неја го наведнуваат погледот. Ова е Алхамбра, исто така многу ретка можност да се начекаат карти. Алхамбра, нели, во Гранада, тоа е
историско наследство, цивилизацијско наследство, и имав прилика да точно за мојот роден ден бидам Ова е нешто што сте неуморни и се вративте повторно, така да... Да, реалити чек. Мене телевизијата ми е љубов голема и се што е видео контент и така ратно прилагодено во некакви нови аспекти, но сега малце во поинаков контекст, малце да по-психолошки да истражуваме. Со оваа фотографија ги затвараме и вашите. Оваа фотографија е нешто што колку си го направивте? Пропната реклама е ова. Колку си го направивте прво на себе за да го аплицирате како емисија? Колку ја си направивте вие преглед на вашата реалност и се Јас цело време сите, значи изминативе години сум така да кажам, навистина многу фокусирана со бихевиористичкото однесување, значи ги гледам патерните, многу читам и многу слушам, значи генерално таа сфера многу ме интересира зашто се однесуваме на одреден начин во одредени ситуации, зашто е тоа различно ако е во Македонија или ако е во Јапонија или ако е во Америка, и од таму некако тргна, бидејќи навистина почнав сите околу мене да ги гњавам со тие некои патерни статистики, зашто е тоа така, зашто во Јапонија луѓето живеат до 90 години, зашто кај нас е тоа на 77 години, зашто Шведска, Норвешка, Финска се секогаш најсреќни држави во светот, со оглед на тоа каква клима имаат, ние имаме 300 сончеви денови, па ако влијае нели времето, зашто се тие најсреќни, и некако од таму ми тргна истражувањето на различни патерни, дали стварно жените полошо возат од мажите. Јас не мислам така. И јас не жените се дури попредпазливи за многу работи. Да, и затоа што мажите сакаат побрзо да возат. Статистиката, да речеме, која што ја побаравме од Министерството за внатрешни работи, сега тоа го спремаме за новите емисии, исто така покажува дека навистина е така, дека жените се повнимателни. Ние можеби така околу паркингот. Некогаш може да благодарение на вештачката интелигенција и камерите можеме и во рикверси паралелно сопикање со се. Професоре, колку вие се проверувате и контролирате, колку вие правите она што е наслов на името на Ели, на емисијата, колку вие сами од себе реалити чек. Тоа мислам дека секој во својата професија го прави. Мислам, ако ја држи до нешто квалитет да има. Инаку на самиот универзитет имаме механизми на самоевалуација. Имаме внатрешна самоевалуација, имаме надворешна самоевалуација, каде што се проверуваат сите системи. Така да тоа е вградено во системот на факултетот, нормално. И на тој начин гледаме начин како да се унапредиме во процесите. Нормално сите согледувања што доаѓаат од овие самоевалуации, студентите апсолутно се еден од клучните аспекти. Имаме анкети кои што се анонимни се, како се разбира, кои што се прават, и практично ние ги гледаме резултатите и како не гледаат и чувствуваат самите студенти, така да тоа е неопходно и потребно за секого. Колку професорите знаат да си укажат особено и да бидат самокритични кога таа евалуација доаѓа од студентите? Бидејќи во моје време имаше избрани најстрог и најлош професор, да, и денеска има испишано на вратата на професорот. Ама најстрогите најмногу се паметат, барам во мојот случај. Да, видете, и денеска е така, во тој дел не е промена, тој е да кажеме, рековме професорите и начинот пристапот е малци изменет, подостапни сме и вакво, меѓутоа, да, студентите, секогаш имате студенти кои што се потпуно посветени, имате студенти кои што, да речеме, се тука, меѓутоа им треба одредена мотивација. Така да јас се трудам и со едната група и со другата група да ги детектирам слабостите и да најдам начини како да им помогнам во процесот да го добијат. Евалуацијата двонасочна таму. Тука ќе ви се заблагодарам, ќе ви се заблагодарам за се она што ни го споделивте.